Повторно загадување во Скопје. Ова го покажуваат резултатите од апликацијата Мој воздух, на која вчера вечер во Карпош индексот за квалитет на воздух покажувал измерени вредности 129 од дозволени 100. Инаку индексот за квалитет на воздухот е мерка која прави сума на сите измерени вредности од сензорите на една станица, прикажувајќи ја загаденоста на европската скала од 0 до 100. Мерката под 25 означува многу ниска загаденост, под 50 ниска, под 75 средна, под 100 висока и над 100 екстремно висока. Граѓаните на Карпош и преку социјалните мрежи вчера се запрашуваа што ли се случува во нивната општина, бидејќи многу мирисало во ноќните часови. Градот Скопје постојано апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба, да се користи јавниот превоз, за затоплување на домовите во зимскиот период да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот. Министерството за животна средина објави телефонски броеви за секоја општина, пријави загадувач, но загадувањето и натаму продолжува во големи размери. Секоја година се повеќе луѓе во Европа умираат како последица на загаден воздух, дури и повеќе отколку од пушењето. Според едно истражување, загадувањето на воздухот двојно ја зголемува стапката на смртност. Научниците заклучиле дека секоја година 790.000 европејци умираат од загадување на воздухот. На глобално ниво, околу 8,8 милиони луѓе умираат поради лошиот квалитет на воздухот. Во исто време, според проценките на Светската здравствена организација, смртноста од пушењето е 7,2 милиони луѓе годишно. 40 до 80% од смртните случаи се предизвикани од кардиоваскуларни болести. Експертите велат дека загадувањето на воздухот исто така го намалува вкупниот животен век. Голема смртност како последица на загадувањето на воздухот е забележана во земјите од Источна Европа.